Земјоделците кои произведуваат ориз ќе добијат дополнителни 3 денари субвенции за килограм арпа, како подршка за последиците од пандемијата и намалување на загубите од ниските откупни цени. Ова го најави премиерот Зоран Заев во рамки на обраќањето до земјоделските производители на манифестацијата Денови на кочанскиот ориз. При тоа истакна дека освен директните плаќања за финансиска подршка, се создаваат и други услови за подобрување на можностите за производство на ориз и на другите земјоделски култури, и тоа не само во регионот, туку во целата држава. И ми е драго навистина по повод оваа манифестација Денови на кочанскиот ориз, сакам да соопштам дека од ковид програмата, која навремено е планирана уште во јуни, ќе помогнеме на оризопроизводителите со дополнителни 3 денари за оризовата арпа, со што излегуваме во пресред на барењето на граѓаните, во надминувањето на проблемите со пониските цени на оризовата арпа поради пандемијата. Му благодарам на градоначалникот Николчо Илиев, кој што се заложи да ги одржиме овие последни состаноци, определени се средствата и ќе бидат исплатени до крајот на оваа година. Оваа година, во подрачната единица на Министерството во Кочан, доставени се 1020 картички за зелена нафта, со цел да помогнеме и во намалувањето на производствените трошоци за земјоделската механизација. Ги исплативме и субвенциите за полјоделските култури од програмата за финансиска подршка во земјоделството во вредност од околу 640,5 милиони денари, пари во кои влегуваат и субвенциите за оризопроизводителите кои се исплатени на сметката на над 2000 субјекти. Во обраќањето на манифестацијата Денови на кочанскиот ориз, премиерот Заев додаде дека ќе продолжат напорите за подобрување на условите за оризопроизводителите. При тоа очекува да продолжи диалогот меѓу владините представници, откупувачите и земјоделците, како 3 страни вклучени во процесот. По 35 годинава општина Кочани беше организатор и домакин на завршните настани од културно-промотивната манифестација Денови на кочанскиот ориз. Со рачното зажнијување со срп и обичаите поврзани со собирање народот, што во саботата се одржа на површините на Земјоделскиот институт во Кочани, беше означен и официјалниот почеток на овогодишната жетва на кочанското бело злато. На централната свеченост со традиционална вршидба на арпата, на која присуствуваа премиерот Зоран Заев, министерката за образование Мила Царовска, заменик министерот за земјоделство Трајан Димковски, владени представници, гости од збратимените градови од Унгарија и Бугарија, како и граѓани, беше нагласено дека оризот останува еден од главните македонски земјоделски брендови. Поради тоа ја добива и поддршката од државата. Од годинешнава жетва се очекува принос од околу 20.000 тони. Оваа година на оризовите полиња за прв пат ќе имаме жетвата со новите комбајни. На барање токму на оризопроизводителите, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство годинава за прв пат ја воведе мерката набавка на специјални комбајни за жнеење на ориз со сецкалици. Одобрени беа 25 договори со вкупна вредност од близу 32,5 милиони денари, од кои 18 милиони денари ќе бидат вратени према земјоделците. Ова се сериозни средства преку кои директно помагаме на производителите на ориз во намалување на нивните трошоци за прибирање народот. Најважно се овие комбајни кои што ќе го решат и проблемот со палење на оризовата слама, со што значително ќе се влие на заштита на животната средина. Реализацијата на завршните активности околу обичаите поврзани со жетвата и вршидбата во рамки на манифестацијата Денови на кочанскиот ориз и годинава се реализираа во соработка со Сдруженијето на пензионери од Кочани, како и со фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари. Во рамки на програмата на 5-дневната манифестација се одржаа десетина културни настани, во кои имаше концерти, промоции на книги, филмски проекции и работилници. Триесетиедногодишниот Тоше Јорданов од Кочани е прогласен за најдобар млад оризопроизводител за 2021 година. Одлуката на Општинската комисија официјално беше соопштена на манифестацијата Денови на кочанскиот ориз,
а паричната награда му ја предаде градоначалникот Никол Чуилиев. При тоа тој нагласи дека една од главните заложби на локалната власт е создавање услови за младите да ги продолжат традициите за одгледување орис. Се надевам дека ова награда ќе ги поттикне и останатите земјоделци да се пријават за следната година и да имаме навистина голема конкуренција и во таква конкуренција да го избереме најдобриот. Уште еднаш честитки, уште многу поголеми успеси на Тоше Јорданов. Најдобриот оризо производител од Кочанско изрази благодарност за наградата со надеж дека неговиот пример ќе го следат и други млади земјоделци од регионот. Ова ми е потик од моите родители и со љубов го работам. Иначе сум инженер агроном по занимање и продолжувам со истите темпа за да продолжам и понатаму. И се заблагодарувам на нашата општина, на градоначалникот и на комисијата што ме избра оваа година. Наградата за најдобар земјоделец се доделува по претходно објавен јавен конкурс. При тоа кандидатите треба да исполнат неколку услови, меѓу кои да се жители на општината, да оствариле приходи од продаден ориз во текот на претходната година и да се регистрирани земјоделци. Коалицијата на Доброто за мојата општина, предводена од СДСМ, во саботата вечерта во Виница одржа предизборен митинг. Пред присутните граѓани беше представено досегашното работење на локалната самоуправа и реализираните проекти во изминатиот 4-годишен мандат. Беа најавени и приоритетните инвестиции и вложувања за наредниот период. На собирот што се одржа на плоштадот Ангел Винички беше представена и кандидатската листа за советници, при што носителот Гоце Милевски истакна дека на престојните избори ја бараат довербата од гласачите затоа што преземаат обврска и одговорност за реализација на понудените проекти. Кандидатот за градоначалник Ивица Димитров нагласи дека за само 4 години Виница доживеала видливи подобрувања. Дел од проектите што долго чекале решавање, како што е реконструкцијата на градската водоводна мрежа, веќе целосно се завршени. Во овој изминат период поставени се 44 километри низ цела територија на општина Виница со асфалт. Изградена е нова спортска сала во основното училиште Славчо Стојменски. Изградена е социјална стамбена зграда за 36 социјално ранливи семејства. Нова филтер станица во село Трсино. Зголемен е капацитетот на Виничката филтер станица и село Лески е поврзан на Виничкиот водовод. Реновиран е интернатот за деца со посебни потреби во село Блатец, а веќе од следната година овој интернат ќе стане старечки дом. Ќе се изврши дислокација на депонијата кај село Лески. Ќе се изгради патот од село Трсино до Голак, кружен тек во градот Виница, нова автобуска станица, скейт парк, нов булевар во должина од 600 метри, нови детски игралишта, ќе се изгради нова трибина на градскиот стадион и ќе се покрие веќе постоечката. Нови велосипедски патеки, ќе се подобри степенот на хигиена во градот и населените места. Ќе продолжиме да инвестираме во културата, спортот и невладините организации. Подршка и соработка со бизнис секторот со цел Виница да остане силна на сите полиња на општественото живење и дестинација со која сите ние ќе се гордееме. На митингот во Виница се обрати и председателот на партијата Зоран Заев, кој рече дека СДСМ инвестира во сегашноста и иднината и нема да дозволи ВМРО ДПМН да ја растура државата. Најдобар доказ за тоа како треба да се работи е општина Виница. Ние во Виница, почитувани граѓани, изминатите 4 години посветивме големо внимание на чиста и здрава животна средина. Исчистени се сите диви депонии во Виница. Со изградбата на регионалната депонија кај селото Мечкуевци Свети Николе, која што треба да биде завршена до крајот на 2022 година, ќе ставиме крај на дивите депонии во општина Виница и во целиот овој наш источен регион. Во тек е доградба на филтер станица за прочистување на питка вода за Виница и водоснабдување на санитарна вода на село Лески. Во тек е и реконструкција на неколку регионални и локални патишта. Изградивме во втора фаза дел од водоводната мрежа во град Виница.
Опремивме детска градинка за 100 дечиња. Изградивме спортска сала во основното училиште Славчо Стојменски. Во тек е изградба на кино салата во Виница. Во тек е изградба на 38 социјални станови. Во тек е изградба на еден од најмодерните градски пазари. Решававме инфраструктурни прашања, го унапредивме квалитетот на животот. Така се работи европски. Тоа може да го сработат само проевропски кадри, определени кон европски вредности. Тоа е најдоброто за Виница. И затоа Виница гласаме за најдоброто. Председателот на СДСМ нагласи дека младинската невработеност е намалена на 29%, растот на платите е зголемен за 3 пати, обновена е ефтината тарифа на струјата, а со повратот на ДДВ милиони евра се слеваат во семејните буџети. Кандидатот на коалицијата за обнова на Македонија за градоначалник на Кочани, Љупчо Папазов, одржа пресконференција. На неа представи дел од проектите за заштита на животната средина на локално ниво. Кочанчани ќе ја препознаат новата позитивна енергија и масено ќе дадат подршка на нашите политики по однос на животната средина и еколошките стандарди. Афирмација на масовното пошумување ќе придонесе за почиста и здрава животна средина и тоа за нас е врвен приоритет. Развивање на проекти за собирање, селектирање и третман на отпадот во кои ќе ги вклучиме соодветните институции и волонтери. Замена на сите нестандардни садови за собирање на отпад со субвенционирање на нивната набавка. Затворење и конзервирање на постоечката депонија и изградба на екопарк на местноста викана Тупанец. Со изградбата на ново планираната регионална депонија во Кочани ќе се изгради нова претоварна станица за транспорт на отпад, а сегашната депонија ќе треба да се затвори и конзервира. На истата локација ќе засадиме соодветни садници за прочистување на почвата и воздухот од долгогодишното загадување. Ќе воспоставиме регистар на загадувачи на животната средина, водата, почвата, воздухот, со што ќе можеме да водиме конзистентни политики во делот на превенирањето на современите ризици по однос на еколошките стандарди. Ова е шанса за сите нас да создадеме промени и нова иднина за сите во Кочани. Пресконференција одржа кандидатите за советници во општина Кочани од листата на коалицијата Најдоброто за мојата општина, предводена од СДСМ. Во обраќањето до јавноста беше направено кратко потсетување за економскиот развој на општината во изминатиот 4-годишен мандат и проекциите за наредниот период. Развиени општини значат силна економија. Инвестициите од централната власт стратешки ќе ги употребиме за нови работни места и за повисоки плати за секој. Тука, во нашето место. Економијата бележи историски раст на БДП од 13,1% во вториот квартал. Просечната нето плата во државата континуирано расте. Бележиме историски најниско ниво на стапката на невработеност од 15,9%, со тенденција таа дополнително да се намали до крајот на годината. Минималната плата е на ниво од 15.194 денари, а со усвојувањето на интервентниот план за инвестиции во вкупен износ од 8,2 милиарди евра, ги зголемуваме јавните и приватните инвестиции. Тоа значи дека со ефикасни мерки ја продолжуваме вистинската и навремена грижа за граѓаните и развојот на локалната економија. Определбата за рамномерен локален економски развој е веќе препознатлив знак за Кочани. Од презадолжена општина, преку домаќинско располагање со средствата, успеавме да создадеме услови за инвестирање подеднакво и во градот и во населените места, што придонесува за подобрување на квалитетот на животот во целата општина. Нашата мисија е да се развиваат малите бизниси, бидејќи нашето секојдневие е токму тоа, нашата локална економска приказна. Затоа воведуваме локален економски форум, преку кој директно ги слушаме потребите на малите фирми. На 17 октомври граѓаните одлучуваат дали ќе го изберат најдоброто кое носи силна економија во секоја општина, наспроти живот во заробени и задолжени општини.
Викендов се одиграа надпреварите од шестото коло во втората фудбалска лига Исток. Осогово како домакин на стадионот Никола Мантов ја пречека екипата на Детонит од Радовиш и успеа да ја забележи втората победа во оваа сезона. Радовишани загубија со 2:1, со што им овозможија на домашните играчи да го поправат впечатокот по минатонеделниот катастрофален пораз во Прилеп. Жолтосините први дојдо во водство уште во 5-та минута со автоголот на гостинскиот играч Дзурдзу. Водството беше зголемено во 22-та минута со погодокот на Симевски, а кога се очекуваше со резултат 2:0 да се отиде на пауза, Радовишани ги изненадија домашните одбранбени фудбалери. 5 минути пред крајот на полувремето, погодок постигна Асанов, со што го постави и конечниот резултат на надпреварот. Со победата, Кочанскиот второлигаш сега има 7 бода и се помрадна од дното на табелата. Во следното 7 коло ќе гостува во Струмица против Беласица. Виничка Слога 1934 во ова коло беше домакин токму на надпреварот со Беласица и одигра нерешено 1:1. Головите во раната фаза ги постигнаа Иванов за домакините и Милушев за струмичани. Беласица уште во 18-та минута остана со играч помалку, откако по добиениот црвен картон беше исклучен Терзиев. По поразот минатото и нерешениот резултат во ова коло, Слога има 13 бода и го дели второто место на табелата со прилепска победа. Во следното коло второлигашот од Виница ќе му гостува на Китго. Џудо Федерацијата на Македонија во саботата во Кочани организираше полагање за ученички појаси, а домакин на настанот беше домашниот џудо клуб Гладиатор. Полагањето за појаси се спроведе според новата програма што е усогласена со новите правила за полагање појаси усвоени од Меѓународната џудо федерација. Всушност, токму од Кочани, каде за прв пат се полагаше за џудо појаси, почна да се применува кај нас оваа нова програма. Полагањето е првата поголема активност во џудо спортот кај нас по 1,5-годишната пауза поради ковид состојбата во државата и пошироко. На полагањето учествуваа членови од домашниот клуб. На денешново полагање имаме 25 членови на џудо клубот Гладиатор кои полагаат, меѓутоа во различни, појасни категории. Сега по новиот правилник, појасите се движат од бело-жолт кој е најнижок, па има таму до црн и натаму, ама ние бидејќи се релативно сме понов клуб, за сега сме стигнати до син појас. Имаме во сите појаси по различен број на членови што полагаат. Им посакуваме среќа и се надеваме за успешно да го завршиме ден. Од дан Комисијата на Џудо Федерацијата на Македонија рекоа дека со полагањето за појаси на младите џудисти им се дава шанса за понатамошен напредок. Се полага према најновата програма на Џудо Федерацијата на Македонија и сметам дека досега покажаното е во склад со таа програма и со нашите интенции да џудо што побрзо се развива, благодарејќи на развивање на базичната техника, со цел да се дојде до врни резултати како во државата, така и надвор од неа. Од Џудо Федерацијата на Македонија ја поздравија иницијативата во Кочани да се одржи полагањето за појаси, при што честитки беа упатени до домашниот џудо клуб. Сме гости на клубо Гладиатор, кој е наш добар соработник со џудо клубот Сејшен од Прилеп, пошто и господинот Шекеровски е потекло од Прилеп. Ја мислам дека идејата за да се отвори овој клуб во Кочани произлегува од него и може да му се честите за тоа да и овој источен дел да почне со практикување на џудото во Македонија. Подготовките за полагањето за појаси во Кочани ги спроведе џудо клубот Гладиатор со почитување на сите мерки за здравствена заштита во услови на пандемија од COVID-19.